Почитувани колеги, почитувани колешки, добар ден. Во име на кризната група на Стоматолошка комора, во моје лично име, само да ги се надевам ме слушате. Пробуваме овде да видиме да нема фонија, затоа што сме неколку членови на кризната група, така да нема фонија помеѓу нашите лаптопи, ради почитување на протоколите и ради дистанцата меѓу нас. Така да се надевам дека ме слушате. Прво би ве замолил дали добро се слуша, некој од вас било кој да напише во чет или било како да знаеме дека може да функционираме на овој начин. Благодарам, благодарам. Видовме дека се слуша, се надевам ќе продолжиме у најдобар ред технички, затоа што ова е сега еден нов начин, но веќе се навикнуваме полека на новиот начин на комуникација и сметам дека ќе имаме полза од овој вид на комуникација, затоа што секои прашања што ги имате имаат потреба од одговор. Ние секогаш не може да постигнеме да одговориме на веб страна, преку веб страна. Не сакаме да контактираме со вас само преку Facebook, но затоа ќе најдеме начин на овој начин да иде контактот со вас. Така да еднаш неделно ќе добивате мејл за линкот на Zoom, на кој начин ќе се регулира ова и доколку имате прашање, комуникацијата ќе се одвива на овој начин и да добивате одговор текомно за сите прашања. Да ве поздравам во име на присутните тука, доктор Оливер Манасиев, кој е председател на Собрание на комората, доктор Мирлин Селими, кој е председател на извршниот одбор на комората, и во моје лично име, и се надевам дека ќе може да почнеме. Прво би сакал пред било што да подсетиме што се имаше на веб страна, некои делови што ги објавивме, за да може да влеземе у проблемот со вакцинацијата, за да може после да продискутираме на таа тема, како и да може да одговориме на сите прашања кои ве интересираат, а за кои имате или немате одговор, па ќе размениме и некои мислења. А ова за почеток како вовед, сега би го замолил доктор Оливер Манасиев да почне со првото соопштение што го издадовме по објавувањето на националната програма и националниот план за работа на Комитетот за имунизација, така да и нашата реакција тогаш, па ќе видиме последователно. Повели доктор Оливер. Почитувани колеги, како членови на Стоматолошка комора на Македонија, кризната група на комората сака да ве запознае со некои од прашањата, а пред се и со некои информации кои се поврзани за вакцинацијата против COVID-19, со кои располагаме како комора и со кои сметаме дека ќе ги добиете некои од одговорите што веќе ги побара. Кризната група на Стоматолошката комора на Македонија со овие ставови не сака да ви наметне мислење, туку само да ви даде информации, почитувајќи го вашиот став и интегритет, и секако не ни е намера да се занимаваме со дезинформација, популизам, политика, лични мислења, лични желби и ставови. Како прво, на имејлот кој како комора го испративме до сите доктори на стоматологија, до денес, 3 март, интерес покажа 1210 доктори на стоматологија, односно вкупно 2540 лица пријавени како членови на стоматолошки тимови, што согласно нашата евиденција представува околу 51% од стоматолозите кои работат во стоматолошка здравствена заштита во државата. Второ, според податоците кои ги добиваме на дневно ниво од надлежните институции, со вакцините кои пристигнаа како донација од Република Србија, во моментот се одвива вакцинацијата на здравствените работници од јавните здравствени установи кои работат во така наречените ковид центри, како и приватните здравствени установи кои работат со потврдени COVID-19 пациенти, итните служби, лабораториите и така натаму. Мал дел од вакцините кои ќе останат од донацијата од Република Србија, како и оние вакцини кои некои од планираните здравствени работници ги одбиваат, бидејќи сакаат да примаат вакцина од друг производител или не сакаат да се вакцинираат, а ги нема повеќе од 500 до 600 на број, ќе се аплицира на делот од заинтересираните матични лекари. Според одлука на Комитетот за имунизација, приоритет ќе имаат лекарите во оние градови или општини кои каде има значителен број на новозаразени граѓани со COVID-19,
како и оние кои има значителен број на потврдени позитивни COVID-19 од COVID-19 матични пациенти и оние кои ги третираат граѓаните со потежок достап до поголемите здравствени центри. Останатите заинтересирани здравствени работници кои припаѓаат во првата или приоритетна група, односно кои се предвидени во првата фаза на вакцинација, меѓу кои спаѓаат и нашите стоматолошки тимови во приватните здравствени установи и во јавните здравствени установи, останатите матични лекари, гинеколози, педијатри, останатите здравствени работници од првата фаза, како и граѓаните над 70 години, ќе ги добијат своите термини кога ќе пристигне новиот контингент на вакцини во доволен број. Заинтересираните стоматолози и членовите на нивните тимови ќе се вакцинираат по веќе изготвениот распоред, при што ќе се почитува и редоследот на испратените мејлови до комората. Сакаме да напоменеме дека сите оние кои имаат прележано болеста во последните 6 месеци, без оглед што може би испратиле мејл со интерес пред порано, ќе бидат распоредени во подоснежен термин за вакцинирање, бидејќи предност ќе даеме на колегите кои се уште не се заразили со вирус. Стоматолошките тимови кои ќе се вакцинираат со вакцини во вакциналните пунктови во општините во кои што живеат, за што ќе добијат SMS порака од комората, надолку вакцинацијата е со вакцината Pfizer, истата ќе се аплицира исклучиво во Скопје. И покрај апсолутниот став кој го засема нашата комора за постоењето на висок ризик за стоматолошките тимови во однос на можноста од заразување со COVID-19 и истите дека треба да бидат ставени во приоритетна прва група за вакцинирање против COVID-19, сепак сакаме да ве запознаеме со некои резултати од истражувањето кое го спроведе FDI. При тоа сакам да напоменам дека FDI го представува глобалниот глас на стоматологот во целиот свет преку своите 189 членки од 133 земји, меѓу кои и нашата држава со 2 регуларни членки. Стоматолошката комора на Македонија, како една од регуларните членки, учествуваше во самото истражување, но за жал, бидејќи анкетата се спроведе во ноември-декември 2020, кога во нашата држава се уште немаше никаква стратегија или план за вакцинација и ние како држава спаѓавме во групата од 18% членки на FDI кои одговориле дека програмата за вакцинација и приоритетните групи се уште се планираат во нивните земји, немаат релевантни податоци, податоците ќе бидат некомплетни поради немање соодветен одговор од сите членки на FDI. На 25 февруари 2021 година FDI ги објави резултатите од истражувањето од спроведената глобална анкета за вклученоста на стоматолозите во вакцинацијата против COVID-19 во однос на тоа во колку и во кои држави стоматолозите се наоѓаат на приоритетните листи за вакцинација. По однос на вклученоста на стоматолозите во приоритетните групи за вакцинација, истражувањето на FDI покажува дека во 53% од земјите кои одговориле на прашањето на анкетата, стоматолозите ќе бидат вклучени во приоритетните групи за вакцинирање. 12% дека нема, како на пример Камбоџа, Колумбија, Казахстан, Романија, Саудитска Арабија, Јужна Кореја и Тајланд, а 18% одговориле дека програмата за вакцинација и приоритетните групи се уште се планираат во нивните земји и немаат релевантни податоци. Во оваа група спаѓаме и ние. Сакаме да запознаеме и со податоците од релевантните институции во светот кои преку нивните одлуки, заклучоци и препораки ја креираат глобалната политика, но исто така даваат насоки и препораки за секоја земја во светот. Како веројатно и сите други држави во светот, и Република Северна Македонија преку Министерството за здравство и Комитетот за имунизација го планира процесот на имунизацијата и не случајно во првичниот план стоматолошката дејност беше водено со умерен ризик и не беше во првата приоритетна група за имунизација. Како што знаете, посилна заложба и интервенција на комората, ваквиот првичен план е променет. Ставот на комората е јасен и воопшто не е тема на дискусија ниту во комората, ниту пак со кој било друг, но сепак сакаме да ве запознаеме дека релевантните институции задолжени за спроведување на вакцинацијата се водат спрема документите од САѓ групата на Светската здравствена организација. Тоа е стратешка група на експерти за имунизација при Светската здравствена организација, која ги дава насоките за вакцинација во сите држави во зависност од пристапот на вакцини, а според која во услови на слаб до умерен достап до вакцини, стоматолозите се во втората приоритетна група, од каде и произлезе првичното рангирање од страна на нашето Министерство за здравство, на кое ние како комора силно се спротивставивме со цел заштита на интересите на нашите членови, што доведе и до наш трансфер во првата фаза. Почитувани колеги, кризната група на комората нема да го смени ставот дека во нашата држава стоматологот треба и мора да е во првата фаза за имунизација и со сите своји сили ќе ги употреби и насочи наведеното да се почитува од страна на Министерството за здравство и Комитетот за имунизација.
Но сакаме да ви напоменеме и да апелираме до вас дека при нашето работење не смееме да си допуштиме непочитување на протоколите за прием на пациентите, како и непочитување на протоколите за користење на лична заштитна опрема и дејност. Ово го потенцираме од едноставна причина. Доколку вакцините пристигнат брзо, во најкраток можен рок и во доволна количина, доколку се имунизираме, независно од тоа дали сме и во која приоритетна група, ние треба и мора да знаеме дека протоколите продолжуваат. Протоколите ќе продолжат затоа што ни една вакцина не 100% делување и не заштитува доволно во првите неколку недели по прием на втората доза. Никогаш нема доволно да сме заштитени доколку самите не се заштитуваме на своето работно место. Со ова би сакал да ве поздравам за сега, а сега ќе му дадам збор на председателот на извршниот одбор, на председателот на комората, доктор Маријан Денковски. Благодарам, доктор Оливер. Се надевам се слушаме подобро, пошто пишувавте тука дека не се слуша добро, се надевам сега подобро се слуша. А за светлата позадина, така ќе се адаптираме дека така ќе биде снимката. Но да продолжиме. Ова е значи првиот допис што го пративме до сите вас, што го објавивме на веб страна и што објаснуваме почеток на нашите действија. Јас сега ќе ве запознам што некои што од вас немаат информација што се случи. Се случи еден план за имунизација кој го донесе Комитетот за имунизација по препораки, сега ќе го споделам малку да може да видите, по препорака на Светската здравствена организација, да може да како оди распоредот на вакцинации во сите земји во светот. Светска здравствена организација подготви собствен план, собствена проценка преку стратешката група за помош. Го гледате, јас се надеам дека го гледате, само малку. Го гледате националниот план за COVID-19 вакцинација во Република Северна Македонија, со која би требало и вие да се запознаете, затоа што е национална техничка работна група за вакцинација. Тука има се како е дојдено и делот, значи се работи за препораки на Светска здравствена организација и во делот на СЕјЧ, стратешка советодавна група на експерти на Светската здравствена организација. Како што и самиот автор на документот, односно автори на документот, пишуваат, документот е изработен во основа на постојните препораки и основни принципи на СЗО и стратешката советодавна група на експерти. Така да овој документ постојано ќе се ажурира и ќе се обликува според препораките специфични за вакцините кои се развиваат низ целиот свет и во земјата. Затоа што во момент знаеме дека има 7-8 типа на вакцини кои се во функција, но стигаат податоци дека има над 200 вакцини кои се подготвуваат од различни земји, од различни производители, така да еднината на вакцините веројатно ќе се смени со зголемување на бројот на вакцините кои ќе се на пазарот. Што се случи со оваа стратегија, тоа е дека ние сите сакаме да сметаме дека сме приоритетни и ние сите знаеме што работиме, дека сме најблиску со аеросолот што го произведуваме, дека сме најблиску у контакт со пациентот и дека работиме со негова отворена уста и дека се знае дека не работиме со ковид позитивни пациенти, но сепак работиме со можни асимптоматски пациенти кои можат да ни дојдат ординација и кои можат да ни пренесат инфекцијата. Но овде може да видите на екранот дека се работи како предложено од Светската здравствена организација. Значи, фаза 1 со многу ограничена достапност на вакцини, кога има расположиви количини на вакцини до 10% од вкупната популација, во која свесни се дека и ние спаѓаме. Фаза 1 или фаза 1А, иницијалниот почеток, се работи само за здравствени работници во прва линија на одговор во болнички услови со висок и многу висок ризик за стекнување и пренесување на инфекција, во која спаѓаат здравствени работници во ковид центри, во служби за итна состојба, клинички општи болници, јавни, приватни и така натаму, да не губиме време да го читаме. И после следуваат умерен ризик во која спаѓаме и ние заедно со матичните лекари. Здравствени работници со умерен ризик да стекнат и пренесат инфекција. Тоа требаше да го сватиме дека не ни се нас позиционирани матични лекари како конкуренција и тие се со умерен ризик, него нас проблемот ни се направи со тоа што достапот до вакцините во нашата држава е многу мал. Односно, ние немаме вакцини, имаме
вакцини, 4000 вакцини кои стига, 8000 вакцини кои се за двете фази, за прва и втора доза на 4000 здравствени работници, додека сега од недела имаме 3000 вакцини за прва доза само, затоа што тука се веќе за 3000 здравствени работници се смета дека ќе завршат вакцинација, со тоа што втората доза допрва треба да пристигне за овие Спутник 5. Што се случи? Значи, ние тогаш одма реагиравме кога се изјави дека стоматолозите не се во првата група. Ние имаме многу прашања зошто стоматолозите не се во приоритетна и дали ќе бидат ставени. Значи, пробав да ви објаснам и се надевам стигна дека не можеме да бидеме во приоритетна група според Светската здравствена организација, кога има мал достап на вакцини. Но тоа не значи дека ние нема да се потрудиме и не се трудиме да максимално и малите дози на вакцини пристигнат до стоматолозите во нашата држава. Друга работа која би сакал да потенцирам е дека со тоа што се потрошија дел од Pfizeровите вакцини, но дел од Pfizeровите вакцини останаа, зашто останаа? Затоа што ставот на Министерството и на групата национална е дека сите што прележале COVID во последните 6 месеци не се вакцинираат, додека излезе дека и многу здравствени работници од висок ризик имаат прележано прво, друго излезе дека многу здравствени работници со висок ризик не сакаат да примат Pfizer вакцина од разни причини, потоа дека вакцинацијата е доброволна за сите, значи не е задолжителна, одреден број на вакцини останаа и тие вакцини ви прочита доктор Оливер како се распоредува, со тоа што на крај успеавме да со тие вакцини почне вакцинација и на стоматологија, со тоа што првите вакцини, малата количина, беше распоредена во јавните здравствени установи, односно на стоматолошки клинички центар, како и денеска очекуваме да да се продолжи, ако има останато и со детските превентивни тимови во јавните здравствени установи. Следното што е чекор понапред е објавата кога стигнаа руските вакцини у недела дека ќе се вакцинираат понатаму со руските вакцини ќе се вакцинира повозрастното население и луѓето кои се во старачки домови и така натаму. Тука веднаш повторна интервенција имаше од наша страна и веќе у понеделник, вчера имено, во понеделник завршија разговорите на таа тема кои интензивно ги имаме со Министерство. Не може да се пожалиме дека немаме комуникација, имаме комуникација, имаме разбирање, се работи на проблемот и у понеделник се договоривме дека возрастните пациенти би требало да почекаат, дека сепак треба да здравствените работници, меѓу кои пред се стоматолозите, влезат во процесот на имунизацијата позначително, односно да и приватните здравствени установи бидат во самиот процес. Што се случува вчера? Значи, од вчерашните разговори кои ги имавме со Комитетот за имунизација, со представници од Министерството за здравство, со сите вклучени фактори во државата што се однесува за имунизацијата, ние денеска може да ви кажеме дека за жал само не постигнавме да може веднаш да почне вакцинација на вработените во нашите ординации. Значи, ако се заврши вакцинацијата на првата фаза и се почна вакцинација на клинички стоматолошки, вчера се продолжи вакцинација на клинички стоматолошки и ќе се продолжи и со детските превентивни во јавните здравствени установи, од денеска го очекуваме распоредот, првите Спутник вакцини ќе бидат наменети за имунизација на стоматолозите кои пратија мејл и кои добија повратно дека имаат пратено мејл до нас согласно правилата кои ги поставува Министерството, но и согласно ситуацијата на теренот. Што значи тоа? Дека денеска во тек на денешниот ден ние испративме листа само на доктори во приватни здравствени установи кои не прележале COVID, кои дале податок дека не прележале COVID, како и на оние доктори кои пријавиле дека прележале COVID-19 до август минатата година. Затоа што ставот е оние што се прележале кои имале COVID-19 по последните 6 месеци да почекаат некој период, како и за сите што се однесува, да може да се вакцинираат прво овие што немаат прележано COVID, додека се смета дека уште имаат имуноглобулини доволно за да може да ги штитат од втор пат инфекција или како и да е, оние што имаат антитела од прележаното. Што значи дека сега ние очекуваме термини, можно е да добиете утре и очекуваме утре да ви стигнат пораките по SMS на телефоните кои ги дадовте со распоред за вакцинација. Што е сменето од она што ви прочита доктор Оливер? Прво кажавме дека Pfizerот ќе се користи у Скопје, дека ради држењето условите што ги има
во Скопје и потреба од фрижидери специјални со ниска температура се одвива во Скопје, но сега веќе не збориме за Pfizer, збориме за мала количина на руските и тие исто имунизацијата ќе се одвива само во Скопје, како што е објавено во поликлиника Јане Сандански. Така да сите вие што сте се пријавиле и што ќе добиете пораки, а очекувам дека ако добиеме ние денеска, пораките ќе може да ги спремиме со термини кои ќе ги добивате преку комората уште во тек на утрешниот ден, значи ќе имате пристап до вакцините, ако не од петок, сабота, недела, понеделник ќе почне вакцинацијата на првите дози на Спутник, што се за стоматолозите во приватни здравствени установи. Не сакам да баратам со зборот за матични стоматолози, затоа што ние се трудевме да го избегнеме тој момент дека само матичните стоматолози треба да се вакцинираат. Тука мора да застанам една работа да кажам. Ја можеби бев разочаран од некои мејлови кои стигнаа, дали ние нешто правиме, дали ние нешто превземаме реално, но не можам да игнорирам една ситуација. Да ние имаме јавување и мејлови од матичните стоматолози да ги исклучиме специјалистите по протетика и ортодонција и да не бараме за нив да бидат во првата листа од наши колеги. Или барање од наши колеги исто да се исклучат докторите кои работат во јавните здравствени установи во превентива на клиника под изговор дека тие не се матични и дека нив треба да ги прескокнеме. Тоа е една недопустлива, недозволива работа што секој од нас не смеја да си дозволува и нека се размисли зашто постои таква неколегијалност меѓу колегите. Кога беше погрешка повикан еден од колегите за вакцинација, кој после објави дека не е во списокот, лично кај мене имав 17 јавувања кои пробуваат да разберат зошто он, зошто не они, по кој критериум он, а не другите. Тоа е страшно. Не може сите одеднаш да бидат први. Некој мора да биде и 700, некој мора да биде и на 500 локација кога ќе се пуштат имунизацијата за стоматолозите. Значи, немојте да очекувате дека сите ќе ги добиете у првата секунда, у првиот термин вакцините. Значи, вакцинацијата на стоматолозите, кои ние очекуваме да почне, ќе се одвива во термини на по 15 минути во поликлиника Јане Сандански за сите пријавени од сите градови во нашата држава, по четворица во еден термин, пошто има 4 позиции за апликација за вакцините. Така да очекувајте ги пораките. Не има, бидејќи само докторите ќе се вакцинираат во оваа фаза, за стоматолошките тимови, исто како што и за тимовите во кај матичните лекари, исто како и за тимовите што се однесува и на стоматолошки клинички или детските превентивни тимови, нема да се вакцинира нашиот персонал. У оваа ситуација додека се малку вакцините, туку во овој момент само ќе иде вакцинацијата на докторите стоматологија во јавно и приватно, во јавниот и приватен здравствен сектор. Така да, независно дали докторот е во јавно или приватно, независно дали е матичен или е со приватна ординација надвор од мрежа, независно дали е специјалист или е примарен стоматолог, независно од која група на специјалности спаѓа, сите кои се имаат пријавено, сите ќе добијат согласно апликацијата што ја пополниле. Значи, на телефонскиот број, СМС, со точен термин и точен момент на имунизација. Оние кои, сега очекувам ова и да го пренесете на колегите, зашто реално е, овде има вклучено многу луѓе кои слушаат, но реално е дека не се сите вклучени. Ние ова ќе пробаме да го објавиме и на нашата веб страна информацијата, но и тие ако не добијат информација, оние што не сакаат со Спутник 5 да се вакцинираат, оние што не сакаат сега воопшто да се вакцинираат, или оние кои у момент имаат симптоми или се со COVID потврдена диагноза, доволно е да испратат пак еден мејл на вакцина СКМ, од кој добивте мејл, за да не информираат, за да можеме да веднаш, у следниот момент, кога ќе дојде време, за нив да може да ги вакцинираме или со друга вакцина, ако бараат пристап до друга вакцина, кога ќе има, или кога ќе помине времето за истек на 6 месеци. Што се однесува до овие кои прележале COVID?
во последните 6 месеци тие ќе почекаат овој момент, ова група на вакцинирање, со следните вакцини кои се очекува, Министерството ги очекува да дојде значително голема количина, у стотици илјади, дали ќе дојдат од Кина, дали ќе дојдат од Русија, дали ќе дојдат од ковакс механизмот, тогаш ќе продолжиме со нивната имунизација на тие што е дозволено. По Светската здравствена организација, секој што предржал ковид, после 1 месец е дозволено да се вакцинира. Ние ради мал пристап до вакцини, мала количина на вакцини, има став да се вакцинираат само оние што се преку 6 месеци прележани. Така да сега би тргнал да одговорам на некои прашања, а вие можете уште да поставувате прашање што може не е останало јасно од ова што го кажувам. Значи, прашањето дали ќе бидат стоматолозите поставени во приоритетна група за вакцинирање. Да, веќе се во приоритетна група на вакцинирање, ги очекуваме само термините, а имунизацијата на стоматолозите е почната и на тој начин се одвива имунизацијата и ќе продолжи додека има заинтересирани, затоа што реално нас не има повеќе од 900, не има повеќе од 1500 кои работат стоматологија, пошто ова се работи за стоматолози кои практикуваат стоматолошка здравствена заштита, а не за стоматолози сите кои се членови, затоа што ова не важи за невработените и не важи за оние кои работат у друга дејност, у трговија и така натаму, туку важи само за оние кои се директно во стоматолошкиот систем. Следното прашање, мислам дека одговорив, дека што ќе превземеме, освен што пративме некој мејл, има прашање од еден колега, ние многу што преземавме, но колегата би го советувал да се информира од веб страната и од колегите, затоа што он очекува конкретни мерки. Конкретни мерки се преземаат од страна на комората и нека нема чувство дека е оставен на страна стоматологот и дека он лично е оставен на страна затоа што не го добил мејлот, затоа што мејловите се од регистар. Ако не го е ревидирал неговиот мејл, може и да не му е стигнал. Се трудевме да не идат у спам, затоа користевме Gmail платформа за да можат мејловите да стигнат до сите членови. Оној што не добил мејл, нека се јави у комората да го ревидира својот мејл или преку профилот. Исто така има прашање и барање до комората да се избегне вакцинација со Pfizer-от, него да има, дека у најава беше Спутник, еве сега дошол Спутникот, и дека колегата напишал дека бара да се побара од Министерство да прима сите стоматолози да примат Спутник. Ние не се согласуваме со тоа да ние бараме, него едноставно ќе оставиме на колегите сами да се одлучат која вакцина ќе ја примат. Сега е момент, Pfizer-от помина, кои се вакцинираат со Pfizer-от, тоа е више доследната пратка на Pfizer-от поминато, оние кои сега ќе се вакцинираат се со Спутник 5. А ако некој не се согласува да се вакцинира со Спутник 5, тогаш може да прати мејл за следна ситуација. Ние немаме услов како другите држави кои имаат повеќе вакцини да бираме сега вакцина. Затоа што едноставно нема такви услови во државата, а не па за стоматолозите. Така да ова е за колегата што барал Спутник, затоа што има по негово сваќање и по литература дека има многу алергиска реакција од Pfizer-от. Не знам, не слушнав дека кај нас има од првите Pfizer нешто. Исто има прашање тука, сакам да прашам дали постои некоја алергија кај пациентот би била контраиндикација. Не може стоматолошка комора да ви одговори. И вие сте доктори на стоматологија, и вие имате матични доктори, имате контакти со доктори друг профил, имате ситуација кога прво со нив се консултирате, зависно од вашиот тип на алергија, па тогаш може да, затоа што постоење на алергија е релативна работа кај секој индивидуа. И не може генерално да се стави дека постоење на некоја алергија е контраиндикација. Консултирате се со докторите. Следни прашања на кои имаме потреба да одговориме. Значи, информација околу вакцини превземена со другите комори, а и сами ние веќе почнавме и кампања за вакцинација. Очекуваме да ја почнеме кампањата која ќе дојдат позначителен број на вакцини, затоа што без вакцини е непродуктивна кампања, но у секој случај почнавме кампања со другите комори, се спрема материјал промотивен, у кој ќе имаме можност да го регулираме и информација да стигне до сите доктори, затоа што за нас како комора е неприфатливо и незамисливо да имаме
како доктори, здравствени работници, антиваксер став. Не може ние како доктори да сметаме дека вакцинацијата не е добра работа. Ние сме доктори, пандемијата мора да се сопре, друг начин не постои освен вакцинација. Постои веројатно со прележување на ковид одреден имунитет, но како што постојат вакцини, што ги примавме како мали деца, што моравме да ги примеме за да се искоренат некои болести, како што постојат вакцини сезонски, како што кога патувате негде у некој Занзибар или некои други афрички региони, се вакцинирате, или кога патуваат луѓето да работат за американските фирми по други држави, сите се вакцинираат со не се знае ни што, значи мора да се свати дека вакцинацијата е единствен излез од оваа пандемија и враќање у некое по-нормално време, без оглед што ние со протоколите што ги имаме, и среќа ги имаме, и среќа што ние влеговме у тоа и се наметнавме да наши протоколи поставиме. Не ни ги наметна никој, него ние како кризна група ги направивме. Комисијата за заразни болести, Министерството и фондот и Државниот санитарен инспекторат ги прифатија нашите протоколи и уште се валидни, уште се живи, така да почитувајте ги протоколите без оглед на вакцинацијата која ќе ја примите. Поготово слушате сега, соседна Србија, многу голем број на болни по болници се со првата доза. Не чекајте да се ослободите од стегите на предпазливоста, него продолжите додека не се помине одреден период после втората вакцина, за да може да се превземе, да се заштитите како што треба. Имаше прашање овде дали Министерството за здравство или комората или било кој ќе има некоја финансиска помош за оние што прележале ковид. Не, за жал, нити Министерството за здравство, нити комората има можности, за Министерството можат, но не верувам дека се заинтересирани за сите здравствени работници нешто да помогнат по повод за прележаноста на ковид, додека комората едноставно нити по некој статут, нити по акти, нити по било што може да влезе у таа приказка и да проценува кој како поминал и кој колку имал тешки денови и кој како прележал ковид и кој како ќе прележува ковид. Така да, што се однесува до тоа. Следни прашања кои ги читам сега, да се извади список по редослед од пријавени колеги како ќе се вакцинираат, да нема сомнеш. Колеги, нема да има сомнеш. Ако не треба да има сомнеш, немојте у секоја работа да гледате завера. Немојте у секоја работа да гледате неколегијалност. Буквално, како што е стигната списокот, како што стига мејловите, како што ги службата ажурираше, буквално сега у момент се само тргнати здравствените работници, односно персоналот што е кај нас. Останати се доктори кои, како што се пријавени, останати се доктори кои се по распоред ставени, не е гледана возраста, не се гледани другите нивни особености, како што имаше еден колега што напишал, да ги израчунаме кои се по возрастни групи, кои се со други болести или кои се со поголема тежина, па прво тие да ги вакцинираме. Не. Значи, сметаме дека вакцинацијата ќе оди по тој редослед кој е даден веќе и кој редослед ќе се, кога ќе ги добиеме термините, таму ќе внесат у таа табела одма, листата ќе се внесе како и да термините. Не ни е проблем ни да ја објавиме, но сметам дека тоа е сепак лични податоци кој ќе се вакцинира и како ќе се вакцинира, со кој располага Комитетот за вакцини, што е у Министерството за здравство, затоа што до нив се доставуваат, и комората која има право да го користи тој список за таа работа. Значи, денеска што е пратен списокот и кој чекаме термини, има 876 доктори кои се пријавени. Тоа се, значи, само се на страна тргнати со работниците наши и на страна се тргнати оние кои се пријавиле прележан ковид од 1 септември до денеска. Нема дали е некој пријавен или не е, дали е некој помнат или постап, дали не. Значи, нема нити можности, нити време да ние самите, кој како ни е симпатичен на кризната група или кој како е поставен по било кој однос по стручната служба, дали ќе се јавува или не, значи дефинитивно киде по распоредот. Што се однесува следни работи, се слагам со колегата сега што стигна, што допиша, дека затоа и не бива, од тоа што секој само за себе си гледа,
и отпустата љубомора. Ја преска кажав, најголеми, најтешки моменти доживеав од колеги за колеги кога слушав, кога ми се јавува или кога пишуваа мејлови, да се иземаат едни, да други добијат. Кај иде стоматологијата? Неверојатна неколегијалност и неверојатна не знам како да кажам место обединување, макар у лошото да си помогнеме, ние и ова ситуација покушаваме да се делиме. Значи, многу луѓе помогнаа за ова што го зборам, дека ние имаме контакт со Министерството и дека наметнуваме. Многу луѓе што нема ни да знаете кои се од колегите, кои имаа контакти таму, кои помогнаа, кои ме поврзуваа со други и така натаму. Но, многу и одмогнаа, затоа што директно и од Министерство ми има покажано и директно и на профилот на министерот има пишувано да некој се запостави затоа што некој имал поголема причина да се вакцинира од стоматолозите. Немојте да си гледате непријатели меѓу себе. Немојте и матичните лекари да ги гледате како непријатели. Сите сме у исти кош. Пандемијата е тука, мора прво здравствени работници да се вакцинираат и да се намали процесот што наметнува самиот ковид. Само да видам следни предлог иницијатива, листа на колеги кои се преосетливи на медикаменти и други агенции кои имале приоритет за вакцинирање со Спутник. Значи, во моментот не би се сложиле да правиме листа на колеги, затоа што, ако ме слушнавте, не има негде на список околу 800-900. Спутник вакцини сега има 3000. Сметаме дека сите што се пријавени во момент, сите кој сака да го добие Спутник, ќе го добие Спутникот. Кој не сака да го добие Спутник, кој сака Синофарм или сака AstraZeneca или сака Pfizer кој ќе пристигнат или не знам што, тие можат да пратат мејл, да се иземат од списокот, за да може да ослободат простор на друг колега. Мада во оваа ситуација не е како кај Pfizerот што една ампула се отвара за 6 луѓе, ова е шприц еден готов, така да и да не се употреби некој да не дојде на термин, тој шприц се аплицира на друг, така да нема да се изгуби самата вакцина што е скапоцена кај нас. Само да видам следни пораки, пошто пробувам да ги отворам. Да не испуштиме нешто. Ја мислам дека добро ме слушате, пошто гледам пишувате пораки. Следното што сакам да кажам, имаше забелешка зашто не реагираме на Facebook. Нема никогаш да реагираме на Facebook. Ќе реагираме на официјалниот мејл што стигнат информации, што стигнат прашања, што стигаат до регионалните одбори и до органите на комората по друг пат, а не преку стоматолози обединете се или друг. Затоа што верувајте, следете, таму гледате што се случува. Не сакам да некој што прашање е дали е колега, не сакам да некој што може би е лажен профил, не сакам да некој што може би има било каква друга интенција да нешто на комората направи или да направи, или на меѓу колегите да направи раздор, не сакаме да влегуваме у тие шеми. Ние ќе работиме одговорно и тоа што ќе го кажеме и објавиме мора да е издржано. Нема да се такмичиме со Facebook, затоа што нашата работа овде сметаме дека е работа на институција која мора да биде издржана и се што ќе кажеме, ние сме под лупа на јавноста, не само на стоматолошката, него и на другата здравствена јавност. Така да за сите работи, колегите што дури се упуштаат и у навреди, дали кон комората, дали кон членовите на органите и телата, дали кон мене лично, тоа е нивен личен став. Но, самото тоа дека и се служат со погрешни информации, односно дезинформации свесно или несвесно. Само за тоа што сепак постојат многу прашања каде е комората. Комората е тука. Комората моментално и физички е на Балзакова 32, но комората е секогаш присутна во институциите во интерес на стоматолозите, не во интерес на Денковски или на било кој нас. И комората е секогаш присутна, пратете ја веб страната, а не да некој што можеби никогаш нема контакт со ништо со комората, само има желба да седне на компјутер и на Facebook и да си ги лечи личните проблеми и личните фрустрации. Ве молам сите активности што ги има, сите желби и
прашања и предлози и било што, доставете ги на официјалниот мејл, доставете ги на мејлот кој е достапен и мојот службен мејл што го користам во име на комората, така да сите работи ќе ви бидат одговорени за сите прашања што ги добивме. Ве молам сега, пошто ве има се зголемува бројот постојано, ако има уште прашања не за која службите ги подготвуваат сега да се распоредат пораките да може бргу да ги пратиме кога ќе дојде моментот. Ако има нешто за вакцинацијата, ве молам пишете, поставете го прашањето, затоа што ќе продолжам сега со другите прашања кои се поставија по пат на мејловите за оваа Zoom отворена седница. Имаше прашање што се превзема, докаде е ценовникот за минимални цени. Кога ќе почне да се применува? За ценовникот за минимални цени да може да се применува кога ќе биде донесен. Он е донесен од страна на извршниот одбор и се чека седница на собрание, затоа што ние пред 4 години имавме судски спор кој го добивме во последниве години, каде што ни беше забрането да имаме ценовник за минимални цени, за референтни цени, и плативме казна. Моментално и на управен суд и на виш управен ги добивме тие процеси, но таа агенција за заштита на конкуренција пак си иде по некои своји патишта, но што не значи дека ние на првата седница на собрание ќе го вратиме ценовникот за референтни минимални цени, но заедно со критериуми за рекламирање у јавност, и кога ќе вратиме у статутот, тогаш веќе ќе го објавиме ценовникот кој ќе биде важечки и по кој ќе мора да се придржувате за минимални цени во приватните стоматолошки установи, односно при вршење на услуги кои не се под фонд. Следна работа, ние добивме и една друга работа, информација, дека оние преговори што ги имавме со владата и со премиерот Заев и со надлежните министерства, значи, ќе добиеме покачување на партиципација. Тоа не е уште поминато, затоа што имавме проблем, додека пак исто ќе се навратам на претходното, додека една група стоматолози и комората покушава да на некој начин зголеми пристап на пари што ги дава пациентот до нас при извршење на услуга, значи качување на цените, една друга група не блокира. Има една група која веќе не е ни пријатно, што ние кога најавиме нешто, не се нападнат институциите со контраставови, па имаме проблем да докажуваме зошто едно бараме, а зошто некоја друга група друго бара. Но, како и да е, на минатиот управен одбор се донесе правилник за измена на правилникот за плаќање во примарна стоматологија и очекуваме по подпис на министерот враќање на управниот одбор на фондот и донесување цени за примарна други, додека веќе напреднати се разговорите и за разгледување на пакетот за специјалистичките ординации. Тука би се надоврзал на старата работа, која многу од вас ја знаете, кои се учествувале и у тие преговори. Значи, ние имавме голем пат на цените на услугите за специјалистите кои работат со фонд, со тоа што фондот ги донесе без наша согласност. Ние сега покушаваме да ги исправиме тоа и мислам дека ќе успееме во наредниот период и дека и стоматолозите специјалисти кои имаат договор со фондот ќе добијат подобри цени, затоа што можеби вие не знаете, но еден специјалист, ако минатата година постигал сума, пример, од 100.000 денари со 200 пациенти, сега му требаат тојко 300 пациенти за да може таа сума да ја постигне. Тоа е големо намалување на цените на нивните услуги, да работиме на случајот да го тоа регулираме. Исто така, очекуваме следно прашање со финанска помош за стоматолозите, што стана, што е со петиот пакет и кога би почнала реализација на овој пакет, зашто досни. Ние веќе имаме договорено со владата, разговарано е дека финанска помош на стоматолозите ќе стигне во рамките на тој пети пакет. Што значи тоа? Тоа значи дека до сега желби на некои колеги да и покрај желби на некои колеги да
прикажат дека тоа не е ништо направено, пошто тоа важи за сите, не важи за сите. Ние имавме мейлови од многу колеги добиено кои бараа кредити, безкаматни, било какви кредити и кои одбивани беа затоа што нивната шифрена дејност не соодветствуваше со шифрите кои беа метнати за да може да се одобри кредит. Сега не менуваме ние шифрена дејност, него се договоривме со владата, што и премиерот го изјави после, тој ден беа завршени тие разговори, дека и здравствените установи ќе може да аплицираат за тие кредити. Односно, нема да менуваме шифрена дејност. И немојте да се грижите, зашто беше и тоа, како наметнато некоја дезинформација, дека со тоа па ние ќе имаме други давачки затоа што ќе влеземе во трговци. Не. Значи, ние остануваме дејноста што си ја имаме, но нашата шифрена дејност ќе биде препознаена од банкарскиот систем за кој има желба за тие кредити од петиот пакет. Зошто досни? Тоа е веќе поголема политика од нас. Тоа е тоа што немаме функционален парламент во државата, нема кворуми, нема мнозинство, не е ни стигнал предлогот, до сега стигна само предлогот, ако следите, за минимални плати, кои минимални плати стигна предлогот за февруари и март, а веќе март ќе помине, законот не е на разгледување во собранието на државата. Тогаш кога ќе помине законот, тогаш и ние ќе го објавиме што се случува со тој пакет, што е тоа што договорено и кои се условите за да може да се подигнат тие средства доколку некого му требаат. Прашање има дали веднаш после поминување на 6 месеци, пример во март-април поминува 6 месеци, дали ќе бидеме контактирани. Да, нашата евиденција ќе следи на месечно ниво, не дека денот кога ви поминал, пошто и деновите не ги знаеме, нити сме ги барале, нити па значење има некое, но пример сега, ако сте биле у октомври, тие што се биле заразени у октомври, што го прележале ковидот у октомври, секако, да кажеме, ајде не 6 месеци по истек, ма 7-миот месец ќе бидат контактирани од нас, а ние ќе настојуваме да веднаш добијат термини од надлежните за вакцинација. Одговор на последното прашање што стигна. Да продолжам, значи, исто така имаме согласност од владата за еднократна помош, ќе видиме како ќе го изведат и за оние со најмали приходи. Значи и за приватни здравствени установи кои се со фондот, но и оние кои нема договор со фондот, кои има финансиска помош, остана да се у момент кога ќе се доделува тоа, да се одлучи само која сума ќе биде. Разговараме за некоја сума, мислам дека не е благодарно сега за текот на разговорите да коментирам дали сме задоволни или не, но да видиме која сума на крај ќе одлучи владата и секако ќе се и тоа направи во интерес на нашите колеги кои имаа поголем губиток. И нормално прашањето за плати минимални секако дека истите принципи ќе важат, ако немаме пријавено губиток од минимум 30%, нема да влеземе во таа група која ќе може да подигне минимална плата. Ако го дополнување на тој момент што збориме за финансиска помош, предвидено е за петиот пакет оној што земе минимална плата не може да зема кредит и обратно оној што земе кредит не може да земе минимални плати. Прашањето околу капитацијата беше отворено и ги следам прашањата и така веднаш одговарам. Значи прашањето за капитацијата беше затворено да не беше ковидот. Значи требаше до крајот на 2020 да имаме капитација уште 20%. Но се случи ковид и сега повеќе се фокусиравме на покачување на услугите што ги има, што ги плаќа пациентот, на цените што ги плаќа пациентот од негови сопствени средства, затоа што во момент реално не добивме ни можност да разговараме дека државата може да влезе у шема да ни ги качи капитацијата која е од буџет. Сега имаме, тоа си е пак разговарано, дека ако ковидот, ако се стабилизира економијата до крај на 21 20% пак ќе го добиеме покачувањето на капитацијата. Ние како комора сакаме да реализираме за сите нешто. Значи за сите стоматолози нешто да има. Прашањето прво беше капитација, па сега партиципација, па пак капитација и така натаму. Ќе ги овозможиме да се подигнат цените, да се постават условите за референтни цени и така натаму. Кај специјалистите го подигнавме лимитот, но фондот изигра многу безобразно со намалување на цените. Така да, они имаат сега поголем пристап до некоја сума, 20% и ке не се зголеми лимитот, но од друга страна се случи дека за тие пари мора многу повеќе да работат. Така да,
потреба зголемување партиципација и капитација. Прашањето има прашање што се случува со Закон за здравствена заштита, затоа што најавивме некои работи со законот. Законот за здравствена заштита последна седница работната група ја имаше на крајот на 19 година. Ние тогаш разговаравме дали да иде закон за стоматологија или да се измени законот за здравствена заштита. Министерството тогаш тргна да се измени законот за здравствена заштита. Сите барања што беа доставени од стоматолошка комора, у измени у законот, поврзани со поликлиники, да може на различни нивоа да се формираат, поврзани со дополнителна дејност, поврзани со другите барања што ги поставивме, сите се внесени у предлог законот и сега правиме напори, но реално проблемот е што тој закон мора да помине у собрание. Ние имаме разговори со пратенички групи, значи имаме разговори и со пратенички групи на власта и на опозицијата, имаме поддршка од нив. Значи разговорите идат у правец дека ќе пробаме да правиме измени на закон само за тие членови кои се однесуваат за нас, затоа што сметаме дека законот за здравствена заштита комплетно нема да се донесе у ова време додека не помине пандемијата. Имаше прашање, дури и забелешки, зошто стоматолозите мора да релиценцирање да прават. Ние тоа прашање ќе го одговорам на два начина, затоа што смислата не ја гледаме кое е релиценцирање. Релиценцирање е прво еден момент кој секој што има лиценца мора да се релиценцира за да има дозвола за работа. Тоа е закон за здравствена заштита. Втора работа да видиме дали се однесуваше, но и за тоа ќе одговорам, се однесуваше на бодовите, на настаните што мора да се присуствуваат. Исто комората да го смени. И тоа е поврзано нити со одлука на собрание, нити со одлука на било кој орган, не може да се намали она што се бара по закон за здравствена заштита за секоја година за континуирана едукација. Ние можеме и го направивме тоа дека 2020 секој доктор и минимум еден сертификат да донесе од важечките кои се прифаќаат, ние ќе го прифатиме за релиценцирање за да може да ги надомести од 21, 22 или да ги има од 18-19. Што друго направивме? Точно е дека не направивме дека да нема бодови. Но веќе се потрудивме, субвенционирани настани направивме, ги натеравме организаторите, ги стимулиравме организаторите да ги спуштат цените. Вие сега имате веќе настани за по 400-500 денари, 600 денари. Онлайн, намалени трошоци на патување на присуство, а дали настанот што бил 1500, 1800, 1200, сега што е 400, 500, 600, има, дали на таа работа има влијание комората, сами вие проценете. Но ние сметаме дека со начинот на кој пристапивме на овој проблем, го намаливме трошокот и сега колегите сепак согласно закон за здравствена заштита мора да учествуваат на настаните што се организирани од организаторите. Сега во тек е јавниот повик, повторно ќе се обновува правото на организаторите кои ќе организираат понатаму за следниот 4-годишен период, така да ќе видиме понатаму што притисок ќе извршиме врз организаторите за уште по-конкретни чекори во смисла на намалување на трошоци за настаните кои ги организираат. Прашање за членарината за 2020. Членарината за 2020 имаше дискусии на собрание, се бараше комплетно неплаќање на членарина, се бараше разни модели се бараа и на извршниот одбор кога дискутиравме и имајќи ги сознанијата од другите комори, ние донесовме одлука што на крај се и на собрание донесе. Секој доктор кој учествувал во процесот на дежурање, макар еден ден да дежурал за време додека не работевме ние другите, секој доктора ги има приличен број, затоа што ги има и во државните, во јавните здравствени установи, ги има и во приватните здравствени установи, ги знаете кои беа објавувани, сите се ослободени комплетно од годишната членарина. Тоа значи дека 1200 денари колку е годишна членарина, за кое за тие се ослободени тие доктори кои беа дежурни. Додека за сите доктори, членови на комората, кои имаа регулирани членарини за претходните години, се укина членарина за месеците во кои не работеа. Значи, тие 2 месеци, како што видовме и другите комори што направија, Српската, Црногорската, Хрватската,
и нашата комора за сите членови се намали за тие месеци за кои не работеа. Сега, ќе кажеме некој 200 денари, многу се офајдил некој. Но, да беше членарината и овде 120 евра како у Хрватска или 150 евра како у Црна Гора, може би ќе имаше значење ова намалување, но бидејќи кај нас е годишната членарина, за разлика од кај нив, кај што е 120 и 150 евра, кај нас е 20 евра членарината, сепак мислиме дека и тоа е нешто што требаше да го направиме и го направиме. Прашање зошто конгресите мора да се наплаќаат. Затоа што и тие предавачи кои се преку Zoom, и Zoomот чини пари, и ангажманот околу подготвување на тие сертификати кои ги добивате електронски, тоа е другото што се направи, да више не мора да ги печатите и да ги носите во комората, него директно организаторот е задолжен електронски да ги проследи до комората и веднаш се внесуваат во вашиот регистар. Така да, обврските што си ги имаат организаторите, сепак мора да се покријат. Затоа што они си ценат колку чинат предавачите, они си прават проценка колку чинат помошните лица кои работат на таа работа, на одговарање на мелови, пошто се е преку мелови, на нивните вработени во тие здруженија или друштва. Така да, ако организаторот не може да ги покрие трошоците, сепак мислам дека ви е разбирливо зошто мора да се плаќаат. Сега, нашата цел е, као комора, да тоа го намалиме. Колку ќе успееме уште да го намалиме, во најава има дека ќе има уште паѓање на цените, но ќе видиме ова година што ќе излезе. Сега, например, објава на МСД, здруженијата едно од МСД, имате 400 денари котизација. Објавена. Имате 600 денари друго настан. Имавте настан на другите организатори по 500, по 600, така да мислам дека намалување на овие трошоци, макар и во време на пандемија, сепак зависи од организаторите. И сепак не се више од 1200 и нагоре цените. Во момент не гледам дека стига некое прашање овде, би се вратил на некои прашања што ги добивме преку мејл. Јавен настап на раководството по повод на пандемијата. Јавен настап сметаме дека доволно е јавно тоа што ќе го сработиме и ќе го објавиме на веб страна. Нема потреба оваа работа без да ја почнеме кампањата за вакцинација, да ние у медиуми идеме и да раскажеме ова што го работиме со институциите. Тоа е информација која е за вас и која вие треба да знаете. Имаше тука пак едно прашање за мораториум на релиценцирање, го одговорив. Дали сме сложни како фела? За жал, многу во и тука ве елаборирав, апсолутно имаме толку некој број на колеги, што би се прашал дали може да ми ги наречам колеги, кои буквално покушаваат да бркнат со прст во око на друг колега. И ако може да му наштете на друг колега. Ве молам, не дозволувајте неколегијалноста да дојде и кај вас, макар и како реваншизам кон некој што не се однесува како колега. Почитувајте се себе. Почитувајќи се себе, ќе добиете почити од другите колеги, да се надеваме. А бројот на неколеги не може да го искорениме, затоа што тоа е едноставно, веројатно, карактер на некои луѓе. Имаше дори и прашање зашто на Facebook се кажува дека председателот е, дали е легитимен председател, дали сум ја легитимно избран. Ми го доставија прашањето со една информација од каде е прашањето. За жал, тој колега што го тоа поставува, ја мислам дека слуша, се надевам дека слуша, него нелегитимноста му е веќе трета година дека е нелегитимен председателот и само му е легитимен председателот кога му подпишува налози за исплаќање на патни и дневни трошоци. Не ги одбива од нелегитимниот председател, така да сметам дека ако смета дека е нелегитимен председател, требало и дневниците кои ги користи и патните трошоци кои му се исплаќаат да не ги прифаќа од нелегитимно раководство. Пробувам да видам дали има уште нешто. Во момент ве молам дали има уште некое прашање, затоа што колку што имам
се доставени. Има уште едно. Информација се бара за некоја давачка за сертификат за работа по ковид протоколи од Министерство за екологија. Ја би замолил поставувачот на прашање да ми достави директно на мене и до комората и повеќе информација за ова. Затоа што ја не сум сретнал за нешто овакво и додека не видам што точно се работи, додека не разгледаме и тоа на состанокот, имаме извршен одбор и у сабота, ако може да разгледаме и ова работа, но да имаме податоци. Така да ја го молам поставувачот на прашањето да достави подетална информација. И мислам сега, тука сте присутни, ги слушнавте прашањата, ги слушнавте одговорите, дори стигна информација дека денеска сам на себе прашања, што сум си ги поставил, така да вие знаете дали сте ги овие прашања поставиле од присутните. Благодарам на колегата што напишал така, но доблеста поголема ќе била да ги постави он прашањата кои мисли дека треба да се постават, да би ги ја одговорил на негови прашања. Ако овие биле згодни прашања, но не е ни убаво сите да почитуваат една институција како комора, затоа што и самото непочитување, кажав на почеток, и самото вреđање, само повеќе укажува на фактот дека комората е потребна и дека комората функционира. Самото барање кај е комората и што направи комората отсликува состојба дека комората сепак се грижи за голем број на членови. Не очекуваме сите 4028 лиценци што ги имаат сите луѓе да се задоволни, но ние и од овој момент, и од мое име, и од другите, ќе се трудиме да што може повеќе сработиме и нормално не може да бидеме ни ние задоволни, нити па од ваша страна да видиме дека сите се задоволни. Како прашањето дали ќе има се ова што презентираме да го видиме, покасно се приклучивме повеќе колеги. Веројатно и ова прашање сам си го поставувам, ама ќе одговорам, пошто само што стигна. Да, ќе пробаме ова што е снимакот со моето обраќање, да го објавиме на веб страната, да видиме како иде сега, ќе видиме со нашите овие што се IT колеги што работат за таа работа. Ќе пробаме да го објавиме, ако го објавиме ние на нашиот сајт, ќе се објави на Facebook страната на комората, за која само официјални сообщенија објавуваме таму, така да ќе може сите да слушнете и пак повторувам, овој начин на комуникација, независно дали е со председателот на комората, председателот на извршниот, председателот на собранието, независно што е, ќе остане во иднина, да се намалат можните дезинформации и да видиме какви се информации пружаме и што се случило во периодот кој следи. Значи, ние сега, ви кажав, ќе видиме, напори правиме да ги добиеме термините следниве денови, може и од петок, може од понеделник, независно е кога е, скоро е, Спутникот ќе биде кај нас. И работава е, значи, ќе следната среда пак ќе имате вака отворен Zoom состанок. До тогаш праќате ги вашите прашања, еве сега исто ќе одговорам. На почитаниот колега, инфо за специјалистички договори со фондот, со јавниот повик со тендерот, веројатно се прашува што е работава. Моje лично мислење, прво има ради пандемијата пролонгирање и на увидот. Веќе се направени листите за сите специјалности, за сите градови од страна на комисијата во Министерство за здравство. На терен се иде, комисијата иде на терен, ги разгледува тие, ги потврдува тие наведени од документи услови и очекувам дека ако не се развлече многу работава, ама да сега пак има пауза од 20 дена, зашто таму во момент имаме позитивни 20 од комисијата, пак има разлекување од 20 дена, да се реши прво со овие, што беа 70 специјалистички кажи го концесии. Сметам дека многу брзо ќе имаме повторно пак, затоа што има околу
голем број пријавени и има потреба за градови каде што има повеќе заинтересирани, а дали едно место, како што прашува колегата, или некои градови има 4-5 заинтересирани, има 3 места, исто и за тие градови, дека ќе продолжи со таа работа понатаму. За жал, со ова не може да предвидиме што ќе се случува, мора сите да знаете, што ќе се случува понатаму кога ќе се добијат овие специјалистички концесии. Затоа што нема гаранција дека фондот со сите ќе склучи договор. Сите специјалисти можеби ќе го добијат правото да склучат договор со фонд и ќе имаат повеќе право да склучат договор со фонд специјалистичка протетска установа за Тетово. Не го знам точно ни каква е ситуација по градовите, така да не би можел директно да одговорам што се случува со Тетово, ни колку има кандидати, нити колку има, сепак комората нема увид колку има кандидати точно по општини кога. Одговор на колешката што сега стигна прашањето, кога ќе се вакцинираме? Кога ќе се вакцинираме? Кога ќе се вакцинираме? Значи, пред малку одговорив. Се вакцинираме, очекуваме да ги добиеме деновите и термините. Можно е да ги добиете SMS пораките и у ток на утрешниот ден, да ги спакуваме термините овде, да ги добиеме прво деновите. Значи, Спутник 5 вакцината е за стоматолозите. Овие 3000 дози ќе се распоредат на 3000 здравствени работници, меѓу кои сите стоматолози кои се имаат пријавено за имунизација. И веројатно не се вклучите на почеток, од почеток. Распоредот ќе иде по време пристигањето на мејловите за интерес кои ги покажавте и доколку не сте прележале до сега ковид. Дали има дополнено прашање на ова од колешката или има прашање за Тетово пак, има потреба, се согласувам дека има потреба, се согласувам не само за Тетово, ја од Куманово доаѓам, у Куманово нема у целиот регион ни еден протетичар, значи има градот и околните места 150.000 жители, сам по бројот кој го имаме од 2002, немаме сознание колку има сега, 150.000 жители, а нема ни еден протетичар. И сега се распиша конкурс за еден. Апсолутно има потреба Куманово не со еден, но со повеќе. Следно прашање кое го добивме е поврзано со имплантологијата. Само малку да најдам. Само малку да го точно отворам прашањето, пошто е тоа више други прашања. Имаше едно прашање за одвојување на техниките. Да го одговориме и тоа, сега го читам, пошто е погоре. Значи, забните техничари, ние ставот на комората уште во времето, гледам и прашањето од кој колега е, колегата беше на собрание у тој состав, знае дека сакавме да направиме да се одвојат техниките, но цело време е пречка, сите се согласуваат да се одвојат техниките, но кој да ги плати. Односно, фондот радо би ги одвоил техниките, ако требаше да ги земе парите што ги платите на техниките од вашите буџети, но пошто ние не се согласуваме, него сакаме вашите буџети да останат, а техниките да се имаат посебен буџет, и сега за сега е прекинна комуникација на таа тема. Мора да разберете дека со фондот имаме и други дополнителни потешкоти. Зашто? Затоа што имаше избори, затоа што имаше оставки на директори, затоа што имаше разрешување на директори, затоа што долго време имаше ВД директор и затоа што дури скоро добивме директор со кој сега комуницираме, нова гарнитура директори, и мислам дека ќе имаме простор понатаму и оваа тема да ја отвориме. Првиот разговор со него што ми беше на оваа тема
потполно разбирање од негова страна имаше за одвојување на техниките, но да видиме на кој начин и кој механизам ќе биде за да може да продолжиме тоа. Овде има прашање кога ќе започне вакцинација на приватните специјализанти на клиника. Вработените веќе почнаа, мислам дека сега колешката ќе добие одговорот што имаме ние. Значи сите што се приватни специјализанти кои работат во установи било кои од каде доаѓаат на приватни специјализации, ја мислам дека тие се ќе наведени во листата на што ја имаме ние и ќе ја добијат и ќе го добијат ќе ја добијат пораката од кај нас за вакцинација. Додека оние колеги кои се водат како невработени и кои не припаѓаат на здравствена установа некоја, а специјализираат само, ја би ја замолил колешката, ако е дел од таа група, да не контактираат, една средба да оствариме, да видиме дали тие специјализанти, ако не се офатени од клинички центар, ако не се офатени од приватни здравствени установи, листата или било што од јавни здравствени установи, да видиме комората што може да направи за таа група на специјализанти. И очекувам колешката да се јави или да пише, да организираме една седба, да видиме која бројка е и за што се работи, да можеме да го решиме по група, затоа што секој член треба да добие помош од нас. Прашањето беше дали импланти се ставаат на листа на услуги во општа стоматологија, ако да, кои ќе се критериумите. Значи сега за сега првично што пак и тука застојуваме, имплантологијата, договорот со министерството и со министерот е да за имплантологија понудиме протоколи за работа за имплантологија и под кои услови ќе се работи имплантологијата и просторни и опрема и кадар кој би можел да работи. Ние веќе почнавме да ги работиме тие протоколи, но застана работава со таа работа поради пандемијата, пошто министерството и министерот буквално самите знаете дека е фокусиран најмногу на пандемијата, така да за оваа работа се остави на страна и не е дојдено до разгледување на протоколите, но почната е работава, пак да не се повторувам, по завршување на пандемијата, но ќе продолжиме за сите овие процеси што ги почнавме да добиеме некои одговори. Дали уште некој прашање? Министерот за здравство најавил покачување на плата на сите вработени во јавно здравство од 5%. Зошто не барате како комора исто да се однесува и за ПЗУ во област на стоматологијата, покачување на капитациониот бод? Мислам дека ова прашање го одговорив пред малку, дека барањето не за 5%, него имаме за поголем процент барање, така да останува ситуација да видиме прво да решиме со тоа што цените ќе ги добиеме подобри, а после останува тоа што договоривме за капитацијата покачување. Сега стигна уште едно прашање, само момент. Значи има прашање да повторам каков треба да биде мейлот што повратно треба да го има добиено од СКМ секој што пратил. Во почеток првите кои праќаа мейлови, ние не праќавме, немаше подесен систем за автоматско враќање на пораката дека е примен мейлот. Но поради тоа што многу колеги почнаа да се јавуваат и да бараат дополнителна информација дали нивниот мейл е пристигнат, ние направивме систем за автоматско информирање на колегата дека неговиот мейл е примен. Тоа значи дека оние што се у првите денови, мейловите се примени и дека само немаат потврден одговор дека нема прием на мейлот. Ако ситуацијата излезе дека тој колега што пратил мейл со табела пополнета не добие SMS порака, а слушна дека другите колеги добиваат, ве молам пишете на мейлот, ќе регулираме затоа што нема да не сме у можност да го зголемиме бројот и до уште 100 колеги ако нешто испуштиме. Само малку.
врска со вакцинација за военно-медицинскиот центар како јавна здравствена установа. Ние пративме дописи до сите јавни здравствени установи, немам точна информација дали военото медицински центар е испратил табела до нас, но ќе провериме и ве молам, ова нека не остане прашање само што е поставено, нека се постави прашањето на службениот мејл за да може да него и да провериме што се случува и за тие колеги што се таму. Значи, прашање, што веќе го кажав, дека ние правиме напори за стоматолошките сестри и асистенти во стоматолошките тимови. Ние направивме табела и комплетна со нив, но у момент, у оваа група на вакцинација, додека има ваков пристап до вакцините, за жал не влегуваат они, но остануваат, ние, пошто они не се наши членови, него се вработени кај нас, а помала ингеренција имаме за нив да бараме. Нивната комора не знам што прави, а од друга страна, интерес наш е да тие исто се имунизира, затоа што сепак работат со нас, ризикот за нивно заразување исто висок. И имаме уверување дека кога ќе завршиме со докторите, дека не само нашите сестри, него сестрите на клиники, сестрите и во другите јавни установи, сестрите кај нас ќе добијат пристап до имунизација. Прашање има дали има опција некој да може да плати чланарина од 100 евра одеднаш. Не знам како да плати чланарина од 100 евра одеднаш. Ова малку мислењето што стигнато прашањето да се напише би сакал малку подетално и да се ослободи од собирање поени. Да следи симпозиуми по желба. Следење на симпозиуми по желба е секако присутно. Од друга страна, чланарина од 100 евра не знам што го поврзуваме со бодови. Чланарина е пристап кон комората да биде согласно статутот да биде член на комора. Додека собирањето на поени е поврзано со релиценцирање согласно Закон за здравствена заштита, така да нема поврзаност со меѓу двете работи. Следно прашање има од комората ме известија дека немаат пракса да не известуваат пред истек на лиценца, меѓутоа има колеги кои ме информираат дека им стигнало известување кое што мене не ми стигна. Ви благодарам секако како ми излезете во престати работите во корист на нас стоматолозите. Ова ситуација што е? Порано, у некој правилник, до пред 5 години, да кажам, што за среќа или за жал многу одамна памтам више оваа комора, имавме обврска ние да информираме, да известуваме членови. 6 месеци пред истек. Но, таа одредба више не постои, ние сега повремено праќаме дописи, негде у јануари се трудиме да пратиме и средината на годината на голем број на членови на кои им истекуваат лиценци да ги потсетиме. Вие може би сте били у тој период кога не е направено тоа, но тоа сепак фората за релиценцирање, можноста е 6 месеци пред истек и до денот на истекување на лиценцата. Сега не значи дека еден ден ако се задосни нешто страшно ќе се случи, затоа па ние кога дојдовме во ова раководство, извршниот одбор донесе одлука и после усвои на собранието. Порано, до одлуката што ја сменивме пред 2 години, кога се доснеше за лиценца, правилникот викаше дека се одзема 6 до 7 месеци. Сега веќе за доснење само се одзема само 1 месец и 1 месец иде на обука колегата, согласно правилникот, со што не ги губи ни една од привилегиите што ги има во системот. Така да направивме да со 7 месеци немање лиценца веќе би имал проблеми со фондот. Додека со 2 месеци може да се покрие, да може на некој начин да дојде до лиценца што поскоро, ако причината е таа. Дали може општ стоматолог да се вработи во специјалистичка ординација? Прашањето е убаво, ние преска го спомнав, тоа бара законска измена, може да се вработи, но ние ќе му ја признаеме лиценцата, но од момент може да се вработи, но не може да ги оствари сите своји права согласно законот. Прашањето колеги што имаат прележан COVID-19 според дата, PCR тест или тест на антитела, дали треба да почекаме 6 месеци па да се пријавиме за вакцинација?
Значи, вие да се пријавите и сега за вакцинација на системот кај нас, ако наведете дека сте прележале пример во февруари или јануари, ние ќе се погрижиме да ја добиете информацијата по истек на 6 месеци, доколку истото важи и тогаш, одлука на Министерство, да добиете информација. Ако се смени одлука на Министерство дека ќе биде после 5, 3 месеци или 1 месец, секако дека ќе ве контактираме да ве известиме дека доколку сакате може да се имунизира. За орални хирурзи кои дежураа за време на COVID не добија надоместок. Ве молам на службениот мейл поточно што за кој надоместок се работи, за да може да ви одговориме, да видиме што е. Како да сте сигурни дека мейлот стигнал до вас и дали е на список? А сега, пратете пак мейл уште еден, па ќе ви одговориме, друго нема начин како да... Пошто колегата или колешката што прашува, нека прати на истиот мейл, уште еден мейл, за да праша, ќе ги одговори службата. Колешката што прашува за доснето 1 месец, постапката е јасна по правилникот кој е согласно јавно овластување правилникот, не е наш правилникот на комората, ние успеавме само да го смениме времетраењето на одземањето, но не сме у можност да смениме да ништо друго не преземеме мерки, така да и покрај тоа што е само 1 месец, сепак е и само 1 ден и 2 дена е доцнење од денот на истекување. Така да постапката е одземена лиценца и ако уредно има поставување минимум предавање. Но работава е што независно од тоа, значи одлуките на комората од пред 6 години, мислам, или 5 се, дека у случај на доцнење и одземање на лиценца се плаќа една сума на пари, у случај на немање бодови се плаќа друга сума на пари, а најмалку пари плаќаат оние кои имаат бодови на време релиценцираат, а не работат. Значи, оние кои не работат, како стоматолози кои немаат стаж исполнето и не може да се релиценцираат затоа што не се у дејност, тие за нив со одлука донесено да плаќаат минимална сума пари. Додека за сумата која вие сте ја платиле, не може да навредуваме за тоа што е тоа одобрено, тоа е ценовникот кој е од комората одобрен од министерот и со него подпис. Не е до нас. Дали е дозволено? Да. Не е дозволено докторите да метат во ординација согласно докторскиот кодекс и тоа е истото она што се збори и за кодексот почитувањето. Почитувај се себе и барај да те почитуваат другите како што ти би сакал да те почитуваат тебе. Така да на сите колеги што бараат од колеги да чистат по ординации и да чистат и тоалети и да видат кафе кувари, би им кажал нека се стават у обратна ситуација. Може би нив ќе ги најде истото, па нека не го прават тоа. Но закон ниеден нема што забранува. Сепак, достоинството и на собственикот на ординацијата и достоинството на докторот треба да е на повисоко ниво, али тоа пак се да навлегуваме на што веќе неколку пати повторив. Колегијалноста е проблем. Прашање за седација. Свесна седација, ние спремно е се, но само е спремно. И тука короната, ние тргнавме со кампања, ја имав и некои две емисии, телевизиски објаснувања за свесна седација. За жал, многу малку колеги знаат и кај нас што е свесна седација. И кај нас свесна седација е непознат поим, што представува. Протоколите ги направивме заедно со една иницијативна група. Се направени протоколите, се е подготвено. Имаме разбирање у Министерство дека може да се стави тоа под определени услови, така да се надевам дека ќе продолжиме нешто, нека помине само ковидот. Не може да одговорам на прашањето за ивермектин. На прашањето стварно би требало да се консултираат колегите што прашуваат до своите матични од кој им е рецептата, затоа што не знам и не би сакал да шпекулирам. Следно прашање, кое е исто така сега. Дали логото и кога логото ќе се промени, односно името на комората, валјда се мисли,
затоа што ние се уште сме стоматолошка комора на Македонија. Дали ќе бидеме стоматолошка комора на Северна или некако друг назив или кој ќе биде, не знам. Но би сакал да појаснам, согласно Преспанскиот договор, сите внатрешни работи, сите внатрешни промени се прават од момент на почетокот на пристапни преговори за дејноста за која се однесува. Значи, од моментот кога ќе почне поглавието за здравство, веројатно, кај што сме ние со јавно овластување поврзани, 5 години ќе имаме, комората ќе има време да направи промена согласно договорот, согласно законите и согласно се. Значи, логото представува едно, логото не се менува, логото е сосема друга работа. Ако се мисли на името, називот, се уште ќе остане Стоматолошка комора на Македонија, затоа што се уште немаме нити овде иницијатива кај нас, нити имаме од било каде некои, да кажеме, интервенции или било што, да нешто во тој правец направиме. Значи, останува логото исто, логото го знаете внатрешно напишано, стилизирано СКМ, го знаете огледалцето, додека називот исто ќе остане Стоматолошка комора на Македонија, без оглед што, например, Фармацевската комора е уште на Македонија, додека Лекарската комора го смени името во Лекарска комора на Република Северна Македонија. Мислам дека и тука одговорив на ова прашање, сепак дали имам уште нешто. Само да видам од службата дали стига уште нешто. Не да одговорив за ова, за општ стоматолог да работи. Може да добие лиценца, значи, затоа што порано не можеше, ако општиот стоматолог работи во специјалистичка, но не може да склучува било какви договори у мрежа ако нема таа позиција. Ова што го правиме со поликлиники, сега за сега може поликлиниките да се формираат на исто ниво, односно разни специјалности може да направат еден правен субјект, да може разни специјалности да работат. Но у тој правен субјект не може да има општ стоматолог. Исто може да се случи поликлиника да има од повеќе доктори кои ќе бидат како поликлиника регулирани во едно правен субјект, од друга страна не може специјалист ни еден да биде регулиран. Нашата цел е да направиме да само за стоматологија, и прифатено е од Министерството, но уште законот не е променет, да стоматолозите можат да прават поликлиники и специјалистите и општите да може да функционираат под еден правен субјект, а тогаш више и ова се ќе се промени, што сега имаат пречки колегите ради разното ниво на специјалноста. Ја мислам дека до сега стигнавме да одговориме на сите. Само малку да проверам и овде. За мрежа имаме прашање. Мислам дека требаше да биде над 150.000 деца еден ортодонт, а не на 15.000. Истото мислење, колешки, ја го имам, дека требаше да биде на деца, а не на деца до 12, 14 или 16 години, а не на број на жители. Но тоа е ставот тогашен што ја донесува мрежата, но со овој нов повик што се направи сега, више тоа се сруши. Мислам дека таа мрежа не функционира како што е поставена. И за среќа наша ќе имаме повеќе концесионери кои ќе добијат концесија како специјалисти. Друго ме загрижува, додека од една страна у јавност се презентира од една група стоматолози дека се залагаат за повеќе пристап, да се намали бројот да се регулира мрежата, сега се бара да се мрежата зголеми, односно да бројот на жители, односно осигуреници, се зголеми на 2000. На тој начин, ако тоа се прифати од институциите, ние ќе имаме проблем да и приманите стоматолози нема да можат да примаат пациенти да запишуваат, односно нема да може да случува договори. Но се надевам дека и тие што го бараат тоа до институциите ќе се подразмислат малку и ќе си го коригираат својот став. Затоа што сепак, ако се државата одлучи да постави услов за еден матичен стоматолог, има можност да запише 2000 осигуреника, а не жители, него осигуреници, тогаш половина од моменталните доктори може да изгубат пациенти и да ги раскинат договорите, а за нови доктори
сметам дека воопшто немали да имаат можност да случат договор. Ако некој поставил прашање, колеги, а не сме стигнале да го видиме, пошто стигаат прашања цело време, не сме стигнале да го видиме, сме прескокнале, ве молам, препоставете го, за да може да добиете одговор. И да видам само дали уште нешто има од мејловите. Мислам дека од мејловите што стигна на мејловите нема. Од прашањата што е тука стигнато, пробавме на сите да одговориме. Ако не сме одговориле, ве молам, дајте ги повторно прашањето. Гледајќи ги прашањата, се повторува истото прашање за ставот на МЗ по однос на прележани во ковид. Ја мислам дека одговорив до сите, ако некој не го добил одговорот, ве молам, пак пишете го. Има прашање каков е тој повратен мејл од комората. Повратниот мејл од комората се одржи само, предпоставувам, ја не сум го видел, но службите го генерира, дека мејлот е примен и дека е табелата прифатена. Тоа би требало да се одржи, ништо друго, но како што кажав, можно е првиот ден кои се пријавиле да воопшто не добиле, затоа што тој систем се воведе подосна, кога почнаа колегите да се јавуваат, да проверуваат дали мејлот е стигнат или не. Дали, колеги, има прашање? Ако има нешто уште неодговорено, ве молам пишете за да полека привршуваме со состанокот. Овака е направен и воедно веднаш информирајте и вие да имате таа информација, информирајте ги другите колеги. Истиот начин ќе биде и следната недела, кога ќе се надевам почнеме со вакцинација и ќе почнат колегите да се вакцинираат, исто така да може да видиме што се случува, какви се новите збиднувања поврзани со вакцинацијата, но и со сите други работи кои дневно се менуваат и кои има потреба да се пренесат до вас. Значи, почнуваме на овој начин комуникација. Ја лично ќе контактирам и со председателите на регионални одбори. Ќе ги прашам доколку смета дека треба и со нивните регионални одбори да се одржуваат на овој начин состаноци. Ќе го направиме и тоа доколку регионалните председатели проценат дека има потреба и дека има интерес. Ќе направиме состаноци со регионалните одбори за сите оние од региони кои нивните председатели и нивните застапници ќе проценат дека треба. Така да овде има приклучено сигурно и председатели на регионални одбори, а ако сметаат дека има потреба, оставам на тоа. Дали е законски од една општина да се префали специјалистички договор со фонд во друга општина, истиот да биде валиден во мрежата на специјалисти за нова општина без претходен јавен оглед за таа специјалност? Ова сепак ќе мора да поставите прашање до Министерството за здравство, до правниот сектор, затоа што ја можам да ви дадам моje мислење, али не значи дека тоа мислење е валидно за овој правно толкување за оваа работа. Специјалистички договор друга општина ќе мора да се постои прашањето. За жал не можам да ви одговорам. У момент, како што ме известуваат колегите овде од присутните, не може. Пак иде прашањето, кога бевме
пак колегата прашува за надоместокот. Значи, колега, те молам, напиши го мейлот за кој надоместок се работи, за да може да добиеме да побараме податок од кого и што требало и колку требало да се исплати и зашто не е исплатено. Зашто колегите што се тука, еве колегата Мирлинд, кој е исто бил дежурен како со оралните хирурзи за време на затварањето, кој дежурал за време на ковид, кога другите беа затворени, ми сугерира дека тогаш е исплатен надоместок. Како да е аконтација исплатена за сите еднакво. Имаше прича, да кажем приказна, дека те треба да враќаат и првично требаше да се вратат доколку не се исполнат тие норми до 31.12. Излезе дека се продолжи тоа невраќање на средствата до 31.6. Така да ќе видиме понатаму што се случува. Така да надоместокот сите специјалистички ординации го имаат добиено аконтативно, што имаа фора и денеска да го одработуваат. Исто така да се вратиме на една работа за која никој не праша, пошто ние милуваме тоа што да си го сметаме тоа што си е наше да си е наше, но реално 20% ние се исплаќаат на име на остварени цели. Од почеток на пандемијата и денеска важи одлуката на фондот дека целите ќе се исплаќаат без да се остваруваат. Додека трае пандемијата, така ќе биде. Кога ќе биде завршување, прогласено завршување на пандемијата, тогаш со фондот ќе видиме дали и кога и кој облик ќе се врати пак остварување на целите. До тогаш планирајте ги, не мора да ги остварувате, како што и во последното упатство од фондот стигна, доколку ви дојде некој пациент што влегува у остварени цели, запишете го, но немате обврска никого да запишете како остварена цел, парите ќе стигаат до вас како што е планирано. 100%. Пак ова прашање што сега стигна, малку не сакам да ми се допаѓа, зашто некој стоматолог добил надоместок, а некој не. Мислам дека треба секој да го гледа и овде убаво си пишува дека тоа се работи за јавни здравствени установи, додека приватните не добиле. Значи, државата сепак си води сметка за своите јавни здравствени установи. Приватни здравствени установи сепак се оставени како приватни субјекти. Не може државата да исто се однесува со своите вработени, кои ги плаќа од буџет и со приватните здравствени установи. Но пак кажувам, не сакам, не ми се допаѓа споредување зашто овој земал, зашто ја не сум земал. Да се трудиме сите да земеме. Да се трудиме да сите си помогнеме и некако заеднички да работиме. Очекуваме уште прашање ако има. Ако нема, ќе добиете информација за следниот состанок. Сега има што да размените мислења со колегите. Не верувам дека од сите одговори може би сте задоволни, може би сте очекувале повеќе, но сепак мора да сметате на тоа дека ова е држава во која живееме, во која мала држава, која има проблем со вакцините да стигнат, има проблем со набавката, има проблем со и други проблеми на политички процеси што се случуваат, но ние како комора ќе се трудиме да искористиме секој момент и да нешто реално направиме, а не само да на било кој начин се презентира дека правиме, а да немаме никакви резултати. Се сложувам со колегата дека не треба да се издвојуваат сестрите, што е напишано, ризикот е ист, не е ист, но е голем ризикот и на сестрите, затоа што сепак сестрите се у просторијата, многу малку се они на 20 сантиметри, но сепак сестрите остануваме на ставот дека ќе се потрудиме прва можност да може и они да влезат у процесот на вакцинација.
Се сложувам, колега, со тоа дека и она е исто близко кога асистира. Значи, исти став имаме, но во момент одлука на Министерството е дека нигде, нити кај матичните лекари, нивните сестри, нити кај матичните стоматолози, нити кај било кој средниот персонал не е вклучен во имунизацијата. Утре, кога ќе дојдат повеќе вакцини, како што најавуваат, многу едноставно е и бргу ќе иде. Може би, јас се надевам дека додека ние стигнеме до втората вакцина, они ќе ја примат првата. Благодарам, колега, на желбите за добро здравје на сите. У име на сите колеги, имате од еден колега допис, дека ви посакува добро здравје, ви го пренасам, така да благодарам ваше име. Се слушаме, се видиме, мејлот останува отворен, значи, за сите прашања. Што бара интервентно одговарање ќе ги добиете на мејл, што не, ќе ги собереме прашањата и следната среда. Пак исто време очекувам некој од нас да биде овде, зависно од прашањата, и да одговори на вашите прашања. Така да благодарам на сепак сериозното учество на овој состанок. Немал број на прашања се отворија и немал број на колеги се вклучија да слушнат. Се надевам одговоривме во главно на сите прашања. Ако испуштивме нешто, тука сме пак. Очекувајте ги пораките, очекуваме дека ќе го добиеме терминот и дека утре ќе ги изготвиме пораките и можеби некој веќе у петок ќе биде прв или сабота, а најдосно на понеделник, имунизацијата треба за стоматолозите да тргне. Ако ја тргне, дневно е проценка дека ќе се имунизираат околу 200 колеги, значи за 5-6 дена, ако идат само стоматолозите, ќе завршиме со првата вакцина. Благодарам многу, посакувам добро здравје и име на членовите тука на кризна група кои сме и до следното обраќање.